За околу 500 лица од источниот регион нема бел ден. Животот го минуваат во слепило или со сериозно оштетување на видот. Многу тешко, многу. Многу да не даде Господ на никој. Многу е тешко. Лежа укочене 2 пати. Лежа у Штип. Лежа у Јасеново. Неги очите. За сите нив пречки има не само на патот, туку и во институциите. Апаратите кои животот може да им го олеснат, за нив се тешко достапни. Тоа се се повеќе работи кои се произведуваат во многу покултурните земји, поразвиените земји и од тамо треба да бидат донесени или донирани. Значајна, но недоволна донација денес доби Кочанското здружение. Имаме ваѓи звучни, имаме браеви саати, имаме топломери звучни и апарати за мерење на крвен притисок. Сепак, секој чекор надвор од дома за слепите и понатаму е големо искушение. Пожелно е да се отстранат колите од тротоарите. Тоа е најголема пречка. Тротоари, препреки, како што се речеме, испапнати оние шахти со капаци и така натаму. Дека односот кон слепите не е секаде ист, пример е општина Штип. Оваа година се одбележа пред неколку јавни институции место за паркинг простор. Веќе 2 години се имплементира проектот Општинско корисна работа, каде што слепите лица бесплатно добиваат услуги. Денес меѓу слепите беа и жените и младите од ВМРО. Првите со подароци, вторите со помош. И да дадеме пример до останатите граѓани на нашиот град дека треба да се погрижат да овие лица заземат едно поголемо значење во општественото опкружување. Воедно би сакале да порачаме на целата заедница, на сите наши сограѓани, секогаш да помогнат на лицата со оштетен вид колку што е во нивна можност. Во источниот регион има над 500 слепи лица, главно на возраст помеѓу 45 и 80 години. Сите тие се организирани во 2 регионални здруженија, по едно во Штип и Кочани.